Добре дојавте во За или против, јас сум Љупчо Цветановски. Имам чест денеска мој гостин да биде професор доктор Звонимир Јанкуловски, поранешен амбасадор, универзитетски професор. Добре дојавте. Добре најдов. Професоре, стратешкиот договор се потпиша пред скоро една недела, четвртокот чинам беше. Во меѓувреме имаме еден наратив на опозицијата кој што секојдневно го слушаме. Има два столба чинам на действување. Едниот е дека ќе имаме мигранти, и вториот е дека ќе имаме страшно лоши кредити. Нема табер од второто. Никој не зборува за бројки се уште, иако кажа дека е најдобро што може и дека не сме имале такви кредити, но еве го столбот наречен мигранти кој што секојдневно го слушаме не само од нив, туку и од опозицијските медиуми кои што ја тераат таа приказка. Факт е дека демантира и британците директно, нели, се работи за поинаков договор, но вие пишувавте на тоа на што се шлепаат на тој нивниот наратив што го наметна дека кога македонската власт, тогаш мислат предпоставувам на Заев и Ковачевски, е на власт, тогаш се продава, се распродава и нема никако. Се работи за политички пазаџи кои единствено знаат да функционираат без основа на пазар, меѓутоа кога тоа го правите со националните интереси на државата, тоа добива сосема друга конотација и сосема друга тежина. Точно наративот е тоа дека стратешкото партнерство, иначе се работи за стратешко партнерство со една од највлијателните геополитички држави во светот. Секогаш била се работи за империја, држава која била империја и кон која секако треба да пристапиме со должна респект. Нормално во прашање се интереси. Знаете, кога влегувате во таков дил, што би се рекло дипломатски договор, секогаш се раководите од интереси. Сигурно и британците се раководеле од собствените интереси, меѓутоа се раководите и вие од вашите интереси. Вајде е најден соодветен компромис и за тоа е стратешкото партнерство со Велика Британија. Меѓутоа наративот кој се наметна во Македонија е дека точно пари не се даваат за ништо, меѓутоа познавајќи ги британците како даваат пари, работејќи, живејќи таму, знам како функционира тој систем на контрола на она што ви го даваат како финансиска подршка, дали за проект, дали во случајов за инфраструктурни проекти, ќе знаете дека контролата е ригорозна, не е тоа ќе ви ги дадат, па вие може што сакате да правите, односно да ги трошите на начин на кој вие тоа ќе сметате дека е целисходно. Тоа не поминува со британците, меѓутоа вториот наратив кој гледам доста е активен и доста е експлоатиран максимално, дека во основа сме се согласиле да парите се дадени за согласноста на Македонија да биде центар за депортација на бегалците, односно на мигрантите од Велика Британија, кои во случајов завршиле со постапката за добивање на азил, односно била негативно решена, ги завршиле сите постапки, односно сите правни лекови биле исцрпени во постапката, така што наместо да се враќа во земјата од каде доаѓа, да се формираат определени центри во трети држави, меѓу кои се споменуваат земите на Западен Балкан, односно балканските држави. Во тој контекст се споменат Албанија, Косово, Босна и Херцеговина, Хрватска, што изненадува, и нормално Македонија. И тоа не е нешто што не циркулира во печатот во Велика Британија, нешто што е познато, затоа што новиот премиер на Велика Британија, кој доаѓа од лабористите, ја најави можноста за формирање на тие ги викаат центри за враќање, меѓутоа хабови, сега како би се превело тоа, меѓутоа тоа е еуфемизам за депортациони центри. Факт дека би се работело за депортација на мигранти кои не добиле азил во Велика Британија и кои треба да бидат дислоцирани од Велика Британија во трети безбедни држави, што е многу важно. И тоа го најави премиерот на Велика Британија, затоа што претходно конзервативната влада имаше идеја и се обиде да реализира во Руанда, да бидат префрлени мигрантите не кои завршиле постапката за азил, туку мигрантите кои стапнале на тлото на Велика Британија, со тоа што постапката би се водела, тие би биле депортирани во Руанда, постапката би се водела во Велика Британија, што е согласно меѓународното право и правилата во Велика Британија неодржливо. Знам дека тој
таа постапка, генерално таа идеја за дислоцирање на мигрантите од Велика Британија во Руанда не успеа, затоа што беше нападната пред суд во Велика Британија, падна идејата. Меѓутоа идејата ја продолжи новиот премиер со тоа што сега, она што ви кажав, ја прошири со тоа дека не оние што стапнале, затоа што кога ќе дојдите на брегот на Велика Британија, односно ќе стапните на тлото, должно е државата да ви овозможи постапката на азил, мора да ве задржи, не може да ве враќа. Тоа е основно право произлезено од Женевската конвенција за бегалците, не враќање во државата од каде што сте дошли, доека не заврши постапката. Доека не заврши постапката, тоа се долги постапки, каде што државата каде сте, треба да ви овозможи определени социјални права, можност да живеете за таа година, да бидете финансиски згрижен и секако згрижен во државата, доека не заврши постапката. Тука доаѓа првостепена, па правни лекови, така што се одолжува. Идејата со Руанда, мислам, проектот со Руанда не успеа и премиерот го нарече трик кој претходната влада се обидела тоа да го реши, затоа што мигрантскиот бран кон Велика Британија е многу голем. Само во почетокот на оваа година веќе имате 12.000 дојдени во Велика Британија, негде околу 240 во моментов се водат постапки по добивање на азил во Велика Британија, така што очекувањето е дека голем е процентот на оние што ќе добијат азил за Велика Британија и тоа е некои во Европската унија велат креативен начин како да се реши проблемот со мигрантите. Инаку не е тоа идеја, да бидеме реални, не е тоа британска идеја, не можеме тоа да го врзиме за Британија, затоа што истата идеја циркулира и во Европската унија. Европската унија од 2015 година се соочува со, знаете, оној голем бегалски бран, каде што и Македонија беше вовлечена, таа балканска рута преку која поминува мигрантите од државите кои беа зафатени со војна, и од 2015 едноставно нема план како да го реши мигрантскиот бран, освен да го сопри бранот на тој начин што ќе обезбеди определени безбедносни гаранции во делот каде што се придвижува бранот, односно државите кои треба да бидат брана пред бранот да се придвижи кон Европската. Тука бевме ние, ги знаете сите оние сцени од границата во годините кога бранот беше најсилен, центрите кои беа формирани во Македонија, каде што мигрантите не остануваа многу долго, затоа што бара начини како да исполнат целта, односно тие се движеа према западните држави, така што очекувањата и за овие мигрантски депортациони, мигрантски центри во основа исто би било. Меѓутоа, начинот на формирањето е многу дискутабилен и се коси со правилата на меѓународното право, така што повеќе се работи за идеја. Во Европската унија 17 држави поднесоа non-paper како оби токму и се работи за истата идеја, и во мај месец ми се чини се работи на драфт документ кој ќе бидат правила по кои државите ќе се однесуваат во поглед на формирањето на ваквите депортациони центри. Меѓутоа, прогнозите за заживување на идејата за депортациони центри се доста негативни во контекст дека реално не би можеле да заживеат, со оглед дека се косат со правилата на заштита на човековите права, со Женевската конвенција, правилото за невраќање, за кои држави се работи за безбедни држави, затоа што и Данска го разгледуваше на ист принцип во контекст на Руанда со Велика Британија, Шведска тука влегува, имаше враќање во обид за дислоцирање на бегалците во Египет, ми се чини во тој дел на светот, меѓутоа падна пред судот, така што идеја која далеку од тоа дека во Македонија она што читаат само половично, и тој дел секогаш им одговара, да не се секогаш ме бендисувал кај овие пазаџи, политички пазаџи, ме бендисува што читаат половично, односно не читаат, а меѓутоа не дочитуваат, и кога не го познавате проблемот, точно
се наведуваат државите во регионот дека се податни за таа цел, меѓутоа видовте во Албанија разговарано беше со Еди Рама ја отфрли идејата, затоа што идејата на британците е токму преземена од она што Мелони го направи во договорот со Албанија да ги дислоцира бегалците во Албанија, меѓутоа тука се создаде проблем, гледате падна пред судовите во Рим, идејата моментално е ад акта, мислам, стои во место, не е функционална, меѓутоа одбивањето на Еди Рама покажа дека во основа прати порака Еди Рама дека се работи за ексклузивен договор со Италија, врски се тука, историски врски, инвестиции, пари, помош и слично, меѓутоа подршка. Идејата на британскиот премиер беше отфрлена. И она што би требало да го знаат, мислам да чита, ќе дочита, идејата е на британскиот да ја сопри Балканската рута повторно меѓутоа изменета, затоа што во случајов со додека Балканската рута стануваше збор за мигранти, премиерот зборува за трговија со луѓе. И тоа трговија од банди, како што ги нарекува, од банди, албански банди, кои таа трговија ја прават непречена кон Велика Британија. Најголем дел, просете што ја прекинувам, последните години, најголем дел од мигрантите и оние што бараа азил, неколку години поред беа од Албанија, која што меѓу другото безбедна земја, кај да е, нели, почна преговори ќе влезе во Европската унија, многу е тоа контрадикторно едното со другото. Тоа е и премиерот зборува за формирање на заеднички сили кои ќе се борат против трговијата со луѓе, во кои би била вклучена и Македонија, мислам нешто што би било во ред, затоа што Македонија има и текако она што значи искуство во менаџирањето на бегалските кризи, затоа што имавме една од најголемите, не една од најголемите, имавме најголема после Втората светска војна, она идеолошка после затворањето на челичната завеса, така што има што да учат од нас во поглед како се менаџира бегалската криза и во тој дел мислам дека имаме што да понудиме. Меѓутоа далеку од тоа дека идејата можеби ќе биде понудена, меѓутоа политички прагматизам на оваа влада не гледам дека е да се пазари со националните интереси, затоа што пазарејќи се со националните интереси нема да има долг век. Барем до сега од ова што владата на ВМРО ДПМН го прави е да се обидува да не се пазари и гледам обстојува на тоа, така што не верувам дека тоа е дел од договорот, стратешкиот договор со Велика Британија. Знаете, ги доведоа работите до таму да мораше амбасадорот на Велика Британија во Македонија да ја демантира веста. Иако гледам спремност на Косово за формирање на такви центри, тоа е од председателката на Косово е јавно кажано, меѓутоа повторувам дека се работи сепак за доста сериозен проект кој ќе се суди со многу прашања повезани со заштитата на човековите права на мигрантите. Така што далеку од било каква функционирање на или создавање на такви центри во која било држава. Оние што беа создадени не функционираат. Проектот меѓутоа Европската унија едноставно продолжува да работи на идејата за формирање на вакви центри, затоа што се изгуби во целиот процес на менаџирањето на мигрантската криза од 2015 судири меѓу државите внатре во Европската унија, судири меѓу политиките во поглед на приемот на мигрантите, така што мислам дека ваквото креативно решение нема да биде барем во догледна иднина реално остварливо. Како гледате на овој нов момент, онаа партија која што се представуваше не баре најантизападната, зародени со тоа, ова што е на власт, оваа партија ја правеа русофилска и сето тоа, најнаш ја смени плочата и изборуваат нешто што е контра. 3 пати го уловив што се вели председателот на СДСМ како го напаѓа директно и конкретно договорот. Еднаш
се прашуваше, верувале или не, од таму е од таа рубрика оваа вест, за потеклото на парите. Мислам, како може да се прашувате кога Британија ви дава пари, дали потеклото на парите во превод дали е криминално или што? Добро, тоа е прво, да. Тоа имаат искуство, да, мислам. нели поведени од сето тоа, но потоа зборува, нели, оваа влада, ова на што го прави, го зацкривава со некој си тамо стратешки договор, мислам, ѓоамити алиби ни дава Британија за да владата краде и еве и денеска повторно, нели, зборуваше за бизнис што се прави, а кој што нели повторно нели ја вмешува директно владата, бидејќи британска влада, повторно британската влада е алиби, параван, некој си Потемкиново село прават ѓоамити ќе се прави нешто, а тие ќе крадат. Како гледате на ова, бидејќи ова се директни конкретни атаси врз Британија од страна на еден председател на партија која што ја знаеме по сервилноста, коленичењето, безработноста, сега наеднаш некој нешто покажува мускули, па мисли на Македонија и не вика она на С, не го кажува веќе, туку само Македонија. Интересен момент во целиот склоп, но овие атаци врз Британија, кој би рекол, нели? Еве, дуи молчат, не зборуваат ништо, но Левица и Филипче не застана. Кога би очигледно дека немаат многу познаење за Велика Британија, за историјата на Велика Британија, ќе се согласам со опозицијата дека се интереси во прашање, кажав и на почеток, секогаш се интереси. Во меѓународните интереси се е менливо, само интересите се вечни и моќта за остварување. Британците си следат, секогаш било прашање на интерес во контекст на британската надворешна политика. Би било убаво да прочита, би било убаво да истражи малце за тоа како функционира британската надворешна политика и нападот во Британија во контекст очигледно не знае, не живеел, не читал, сепак функционира во друго поднебие, функционира. Меѓутоа, кога го знаете тоа, знаете дека Британија ништо не прави без цел и дека и стратешкиот договор со Македонија има определена цел, покрај онаа финансиска која треба да помогне Македонија да се крени, односно инфраструктурно да се изгради, затоа што видовме како се градеше во нивно време аутопатот према Охрид, тоа е најдобрата слика на Македонија во времето на владењето на тунелот под Идризово. Нивната апсолутно тоа зип лайн линијата и слично видовме тоа. Имаме некој искуство, така што нивните промашувања и нивните искуства се обидуваат сега да ги пресликат, односно да ги повезат со функционирањето на оваа влада, поинаку не знаат. Мислам, знаете, треба да им се прости за тоа. Стварно не знаат поинаку. Вокабуларот им е тој. Точно се менува вокабуларот во поглед на државата, оние кои го продадоа името и кои се пазареа со историјата, идентитетот, ни облизличија државата, во основа не понижија. Сите години на нивното владење Македонија беше понижена и граѓаните како дел од државата беа понижени во контекст на нивните политики, така што денеска веќе вокабуларот е сменет, дури и од оној кој го потпиша договорот, веќе не зборува за Северна Македонија, зборува за Македонија, така што тоа е вајда пораката ја сватиле од граѓаните, меѓутоа пораката не ја сватија кога граѓаните јасно кажа на референдумот дека се против промената на името, тогаш не сватија, сега сваќаат, мора да ја платат цената, ја платија цената, така што се работи за во моментов нерелевантен политички фактор и со кој не би требало толку да се занимаваме, затоа што влијанието во политичкиот живот во Македонија е минорно во моментов нивно. 38 наспама и тоа е можно и многу помалку поради една статистика, така како тргнале, Господи им помогни, меѓутоа факт е дека според бројот на пратениците во парламентот се нерелевантен политички фактор, иако живеат на се уште се шлепаат на онаа историја што имаат во поглед на 30 години владење во Република Македонија, учество во власта и се обидуваат врз основа на минатиот кредит да се наметнат како фактор, што не се. И на тој начин, нормално, тука медиумите полагаат, имате структури кои се поврзани со нив, медиумски структури кои се поврзани, така што се обидуваат да ги представат како фактор, меѓутоа очигледно не се. Во тој контекст, оценка на она барање за лидерска средба и за
создавање на стратегија за единство во стратешките прашања, нешто што им текнува само кога се во опозиција, кога беа, вие добро кажавте, кога беа на власт, го донесоа Преспанскиот, си го потпишаа без да консултираат никого, потоа го сменија името, двојазичноста ја донесоа, францускиот предлог претходно еден месец беа на власт само кога го потпишаа договорот за добрососедство со Бугарија. Не ни знаеа, претпоставам, за еден месец каде се, што се, а не пак што договор потпишуваат, и сите овие работи ги направија, а сега кога се во опозиција, тогаш, внимавајте, ВМРО имаше 40 и нешто пратеника, бараше никому ништо, сега овие со 18-та вела дека не се ни 18, да не се лаже, помалце се, и запнале де лидерска, де тие да кројат стратегија, некој се преценил нешто или... Па да, се заиграл во политика, тоа е дефинитивно. Она што го одбива во времето кога ја конституира власта во Македонија, сега се обидуваат да се наметнат како фактор во политиката, дека тие се фактор. Видовме заедничка политика, ми се чини дека идејата беше да градат заедничка стратегија кон Европската унија. Нивната стратегија видовме, не знам што може да понудат. Ако е стратегијата да се пазариме со името за да влеземе во ЕУ, или се пазариме со историјата, со идентитетот за да влеземе, тоест за да влеземе во НАТО беше името, се пазариме со историјата, со идентитетот за да влеземе во Европската унија. Ако тоа е стратегијата која може да ја понудат нова влада, благодарам. Мислам, не е прашање на владата, народот едноставно не ја прифаќа, не ја купува таа идеја. И она што во целиот концепт на тие лидерски средби, јас сум од оние кои е многу против ваквите лидерски средби, затоа што лидерските средби во основа го дерогираат, односно субституират парламентарната демократија таму каде што треба да се решаваат прашањата. Во основа ги сведува политичките прашања на племенски договор. Вообичаено тоа е термин кој се употребува во контекст на ваквите средби, и тоа се наметна во македонската политика. Да бидеме реални, во македонскиот политички систем многу работи ни се наметна, како дивоград би во уставот, почнувајќи од оваа етничка поделеност во поглед на политичкото организирање, па и ако сакате лидерските средби. Што значи тоа? Дека лидерите на партиите кои се најзастапени во парламентот, надвор од парламентот ќе ги решаваат политичките прашања во име на граѓаните. Би требало да бидат репрезент на групата, политичката група, не држи. Затоа што парламентот е во основа местото, форумот каде што овие прашања треба да се расправат. И тој победил, тој загубил, нема што сега да се меша во апсолутно. И се виде на избори. Обидот сега, она што Филипче го бара, еве го веќе еднаш ми се чини се сетна во владата со... Да, но тој бараше лидерска, а премиерот му рече нема лидерска во превод, тај доста со тие племенски заедници средби, ќе дојдеш ти кај мене, а тие го представи, аха, ете го, прифати, не прифати тета средба, од која што излезе ништо во превод. Нема што да понудат. Да. Видовме што понудија, видовме што добија. Што добивме во политиката? Добивме руинирана држава, едноставно држава која на стаклени нозе функционира. Добивме штети кои ова влада треба да ги исправи, кои тешко се исправат, да бидеме реални, затоа што се направени во контекст на нашето меѓународно представување и нашата меѓународна позиција. Директно, штети кои се на ударе беше суверенитетот на државата, националните интереси, која се пазарите со тоа што очекувате од една таква политичка опција. Зошто би им дал лидерска средба на нерелевантна партија која се обидува низ лидерската средба да се верификува на политичкиот пазар. Не гледам никаква причина, а најмалку со тоа се нарушува политичкиот систем на доносење на одлуки во контекст на политичките прашања кои се од интерес на државата. Мене оваа ситуација ми наликува на еден виц, не знам дали го знаете, со црногорецот во кафеана кога бара кафе нарачува и вели сакам кафето да биде јако како мене, сладко како тебе на келнерката, и вели таа му го носи, тој пробува, вели јел те мало да се ниси мало преценила, што би рекле. Вие пишувавте во последната колумна дека живееме во време на дилетанти.
Дилетантизмот е дефинитивно, мислам, најзастапен во политиката, беше особено оние 7 години, се изнагледавме на, буквално кажано, нели, дилетанти, дивајли, дунстери, како да ги наречеме. Дунстер е многу добар збор, човек кој што е ставен на место каде што ништо не разбира од работата, ова беа буквално кажано дунстери, нели, октроирани настрана и сето тоа, но еве, живееме во време на дилетанти. Не, дефинитивно. Луѓе кои експериментираат, меѓутоа не ја преземаат одговорноста, луѓе кои експериментираат со работи, имаат желба. Знаете, од желба до реализација, немаат знаење, немаат експертиза, немаат, ако сакате, немаат ни образование. И кога такви луѓе ќе ги донесите на позиции да одлучуваат за државата, резултатите се поразувачки. Ние имавме премиер кој гордо тврдеше дека со 3 часа неделно, знаете, онаа идеја дека моето знаење исто како вашето незнаење. Тоа беше пораката што поранешниот премиер ја упатуваше, демек секој може да биде како мене, од цепнат од нива да стигне до премиер. Мислам, многу погрешна перцепција на водењето на политика и многу погрешна перцепција на водењето на кадровската политика во државата за прашања кои се од клучен интерес. Тоа е оној антиинтелектуализам кој се наметна во контекст на македонската политика и македонското водење на државата. Така што сега гледам се појавуваат интелектуалци од тоа време кои повторно се наметнуваат демек со својот интелектуализам, меѓутоа да го потврди, да го поддржите антиинтелектуализмот на претходната влада, а да се продавате за интелектуалец денеска малце би рекол не е податно, затоа што е срамота. Мислам, што би рекол поранешниот Facebook министер за надворешни работа, срамота е луѓе. Така што немаат кредибилитет да се представуваат во тој контекст или да го споделуваат своето видување на политичките процеси во државата од аспект на нивниот интелектуализам кој го продадоа за антиинтелектуализмот на нивниот лидер тогаш Заев. Така што малце декутантно целиот тоа. Знаете, убаво е нека си одат на интернет, таму имате, знаете, можностите се отворени за дилетантите, затоа што и се разбирале, не се разбирале во работите, едноставно може да ги пласират, имате сијасет, имате широк спектар на луѓе кои повеќе или помалку образовани, необразовани, секогаш ќе го најдите пазарот на интернетот, дури може и да заработите пари. Реално, гледате TikTok, гледате што све се снима, што све се нуди на тој пазар, таму нека си седат. Меѓутоа, за сериозни државни работи не можете да ставите луѓе кои би експериментирале, луѓе кои не знаат, луѓе кои во основа и дилетантизмот ги амнестира од штетите што ги прават. Дури велеа дека намерно се прават такви какви што се прават. Последниот случај во светската политика, тоа му го наметна на Макрон со шлаканицата од сопругата, вела дека сакаат да го представат како Бајден, дека не е одговорен за ништо. Кај нас тоа се случи со оној ајвароносецот и екс-премиер кој што тресејќи глупости наметна. Да, добро, тоа е, нели, добро, па што може да очекувате од него и така што може, меѓутоа што може да очекуваме, добивме. Да. Добивме променето име на државата, добивме француски договор, добивме и како штета по државата која е многу сега тешко да, како се вика, да се исправи штетата, односно да се доведи државата баремно на почетна нулта позиција од која треба да се гради понатаму. Оној резил, професоре, што го трпевме минативе години, сега споредбено со сегашната ситуација, мислам дека е доволно само да се подсетиме кога доаѓаше некој дали од Европа и од каде и да е, и ќе застанеа Вучич, Рама и Заев, например, или Ковачевски, не се беа како двете страни на истата паричка, а сега гледаме на многу поинаква ситуација, зашто тогаш кога ќе се појавеа тројцата, Вучич и Рама не застануваа, нема вакна на јазикот, си кажуваа се како што треба за своите држави, кажувајќи на унијата без, нели, влакна на јазикот тоа што треба, без ракавици, додека нашиот таму уште склекови да направеше колук напред и беше цело време насмеан. Сегашната ситуација не е таква. Гледаме, се собираат тројцава исти, имаме луѓе кои што го кажуваат тоа што треба да го кажат.
Да. Во превод она драстична, конкретна контрастот на црното белото што се случуваше, ни требаше некој да не биде само тие, нели, во превод октруирани, наместени на нешто го правеа да го што прават. може да очекувате за луѓе кои не создале вредност во животот, создале бизнис, тука не можам да спорам за тоа дека биле успешни бизнисмени, меѓутоа во она што значи се друго немате вредност и луѓе кои во основа својата вредност нивната вредност е проектирана во очите кон оној другиот, односно нивниот господар или странците кои доаѓаат во Македонија, така што не можете да очекувате од тој човек нешто да направи во корист на Македонија, односно да слуша и да одговара на потребите и интересите на другиот, наместо да ги штити собствените интереси на државата. Па погледате само сцената од подпишувањето на Преспанскиот договор, па размената на вратоврската, па насмевките, па имаше, мислам, период во историјата на Македонија кој ќе биде запаметен по токму по она што го кажа претходно дилетантизмот и меѓутоа дилетантизам кој и нанесе сериозна штета на државата. Народот гледано од страна, знаете, му врза машна, кој ќе кажете за некого, знаеме што значи, навистина ни врза машња, ама и буквално тоа му го направија на Да, сега гледам се обидуваат да се повторно да го менуваат наративот во поглед дека тие се подржувачи на се она што е македонско, дека се против. Чекайте, имаме министер кој го потпиша договорот со Унивице, имаме министер кој го потпиша договорот за добрососедство со Бугарија. Тоа не е договор од вчера, тој договор се преговараше, вајде имаше причини зошто не беше потпишан. Дојде одма го потпиша, така што последиците ги трпиме сега. Меѓутоа, она што ќе го видите менталниот склоп нивен. Сега зборуваат за државичката Македонија, затоа што за нив е државичка, не е држава. У нивниот ментален склоп се работи за државичка. Се додека, знаете, малите држави се мали во малите умови. Државите Македонче, македоничката. Целиот тој концепт на полтронизам, јас што би го рекол, или на чувство на понисока вредност, доаѓа од тоа, од вредноста која самите ја проектирате кон останатите. Така овие луѓе се однесува сосема спротивно од тоа и за тоа државичка. И се уште гледам во неговиот вокабулар државичката Македонија, затоа што он не размислувал за држава. Држава која во основа мала е точно, меѓутоа држава која сепак има одредени интереси, има луѓе достоинствени. Знаете, кога размислувате за државичка, во основа го жетвувате со собственото достоинство. Меѓутоа, кога размислувате од аспект на држава и од аспект на македонец, тогаш достоинството сосема ја менува категоријата во повисоко. Така што од овие луѓе не може да очекувате многу. Тоа се истите, а можеби еве у стратегијата што бара Филипче да се сетни со премиерот, односно лидерска, може ќе понудат да се дошмирглат овие шактите, знаете, тоа беше врв на нивниот полтронизам, да од никого побарано да ги седат, да го седат знамето од вергина на шактите. Многу работи не беа побарани, многу работи ги исполнија, знаете, кога тоа е она додворување или свест на ментални робови кои Бели Сахиби беше поимот индиски. Да, кои служат во основа, порано служеле на Београд, сега служат на Грција и на секој оној кој го доживуваат како собствен господар, затоа што немаат собствен идентитет, односно немаат собствено достоинство, така што понижувањето и не го доживуваат како понижување, знаете. Работата е како ќе го доживеете дождот, односно како ќе доживеете плукањето, дали како утинска роса или нешто друго. Оикофобија беше, нели, токму така, но се седуваме повторно на почетокот на договорот, дали, еве, вие го констатиравте тоа меѓу редови, дека навикнати
Преспанскиот договор, договорот за добрососедство, францускиот предлог, па и законот за јазиците, да бидат паравани за да тие останат на власт и да крадат, да полнат джебови, да се ги остваруваат личните собствени интереси не на оние на државата и народот. Сега го гледаат и договорот за стратешко партнерство со Британија, токму таков лоша навика, ама таква се како навика. поинаку би го гледале? Да. Знаете, со години така функционираат. Мислам, они се е на продажба во Македонија. Ја не памтам од 90-та година кога работите не биле на продажба. На продажба се беше територијалната организација во Македонија. 2001 војната, односно 2001-2002 војната во Македонија и подпишувањето на Охридскиот договор. Значи, се што можеше да го продадат во Македонија, успеа тоа да го направат, така што да тоа и пишувам за политички пазаджи, кај нив се е пазар. Така. Мислам, начинот на функционирање се има цена. Меѓутоа има работи во државата кои немаат цена. Прашањето на достоинството, прашањето на националниот интерес, прашањето на нацијата, на достоинството на нацијата, на името. Што повеќе може да посакате да она што ве определува, она што ве дефинира во меѓународниот систем, во односите меѓу државите, вие успеавте да го продадите, односно да го промените името. Цената, сега знаете, кога ги слушате, ќе кажат да, го променивме името, ама влеговме во НАТО. Сега во меѓународните односи секогаш ги мерите работите, знаете што добивате, што губите. И сега работата е дали промената на името е поголема загуба од влегувањето во НАТО или тоа е проценето помала загуба за тоа што сме дел од НАТО, и ако гледаме дека светот денеска драстично се менува и целиот концепт на НАТО функционирањето, ќе видиме дали воопшто ќе можеме да одговориме на сега на промените што Трамп ги наметна во контекст на новото функционирање на НАТО, односно извојување на 5% од буџетот на државата за таа цел. Така што ќе видиме некои работи, светот е променет од годините кога тие беа на власт, кога владеја и кога тука имавме политичари светски кои доаѓаат секогаш да ги потапшат по рамеот, они насмеани, секогаш спремни да излезат во пресет на нивните барања, наместо да водат сметка за она што граѓаните го сакат, она што граѓаните го барат и она што никој не го побаруваше од нив да го испорачаат на другите. Кога оваа екипа, политичари, наеднаш ве ги преобратите да бидат фудбалери, така ми текна символично би било, ама многу соодветно. Дали ќе испадне дека тие ќе се испотепаат кој да земе топката за да си даде автогол, затоа што така е подразбираат играта? Па видовме како беше после изборите минатата година, токму како ова. Сега што го каже како фудбал. Баш така. Имаме уште многу теми за отворење, ќе зборуваме и за глобалната политика, за геополитиката, за Македонија во светот, но и светот, действувањето, тоа го начна професорот Јанкуловски. Останете со нас, се враќаме веднаш по рекламите. Се враќаме во За или против, мој гостин е професор доктор Звонимир Јанкуловски. Професоре, Европската унија, сегашната ситуација, слушаме разногласие, поделеност дефинитивно од оние ултра што ги велат суверенистичките држави, како што се меѓу другото Унгарија, Словачка и останатите, но имаме и прогласи на Германија, де дава оружје, де не дава, Франција и Британија, новиот сојуз. Што се случува во Европа? Тоа не е веќе ни Европска унија, Британија излезе. Па добро, она што се случува во Европската унија, очигледно дека, знаете, тоа е како Volkswagen Буба. Мислам, кола која е правена за едно време, која е германска икона на автомобил, која е правена за едно време, која била за тоа време врв на автомобилската индустрија, меѓутоа автомобил кој не, ако не се менува и ако не се унапредува, едноставно ќе го прегази времето. Гледате, новите буби веќе не се буби. Не се тоа што се, така и со Европската унија. Трамп, целата политика на Трамп во контекст на и војната во Украина и во контекст на даноците кои ги
предвиде. Во основа е разговор вистината за Европската унија, дека Европската унија од 2018 бара начин како да се реформира, да едноставно да биде дел од оние актери на глобалните промени во светот, односно да биде активен актер. Меѓутоа гледаме дека до денеска процесот едноставно не тече. Бар не тече онака како што очекуваат. Затечени со војната, повеќе дискутираат, повеќе расправаат, без стратегија како да одговорат на она што се случува во војната во Украина, Русија со Украина, ширење на воена психоза во државите. Гледате поделеност во Европската унија. Од една страна гледате нов сојуз меѓу Франција и Британија во поглед на можноста да испратат војска во Украина, да одговори на безбедносниот предизвик, односно да го сопрат, што би рекле тие, продорот на русите кон Европа. Меѓутоа, од друга страна, гледам доста е флуидна идејата околу испраќањето на војска. Французите прво беа многу ригидни во тој дел, да, ќе одиме, па потоа ќе видиме. Знаете, секогаш балансираат со можноста, да си ја проценуваат својата безбедносна моќ, која може да ја проектираат во контекст на безбедноста на Европа. Од друга страна имате Италија, која воопшто не размислува за испраќање на војска. Имате Грција, која секогаш е во контекст на плаќањето, односно парите кои се повезани со воената помош. Имате една Шпанија која е далеку, едноставно не е заинтересирана за војната во Украина, повеќе размислува за мека моќ отколку за директно учество или испраќање во војска во Украина. Ги имате Словачка и Унгарија кои се јасни во контекст на политиките кон ова прашање, така што имате една разединетост, различни гласови во Европската унија околу тоа како да се одговори на кризата. Од друга страна, идејата за некоја обединета Европа на начин на кој би биле Соединетите американски држави или обединети држави на Европа е далек сон кој е отсонуван во Европа, тоа не функционира веќе. Од друга страна ги имате американците кои им ги штитат трговските патишта во Персискиот залив и во Суетскиот канал, токму од хутите. Во основа тоа се трговски патишта на европските држави. Нема некој голем интерес тука од Соединетите американски држави, меѓутоа не верувам дека во догледно време ќе имаат некој нов носач на авиони Конрад Аденауер кој ќе може тие безбедносни закани таму да ги во основа испорача на Европската унија. И знаете, многу навредливо и многу понижувачки изјавата на Венс. Ние доста ве штитевме, знаете, тоа кога ќе го кажи подпредседател на најмоќната држава во светот, во основа ви кажува каде ви е местото. Иако фон дер Лајен ќе изјави дека точно Европската унија се менува, тоа не е Западот како што го познаваме, меѓутоа точно не е Западот како што го познаваме, затоа што Европската унија во основа беше мировен проект кој функционираше безпрекојно во условите во светскиот поредок кој функционираше во светот тогаш. Светскиот поредок се менува, Европската унија едноставно промените течат бавно. Европската унија не може да во случајов ниту може, ниту е спремна да биде активен актер во промените во геополитиката во светот, така што, ви кажа, повеќе се бави со надворешни манифестации отколку со конкретни прашања, односно стратегии како да истапи во контекст и на војната и во контекст на промените кои се случуваат во светот. Така што тоа е позицијата на Европската унија и знаете, кога имате едно такво сценарио, се прашувате каде сте вие во тоа сценарио. Так. Ја искрено не се наоѓам во тоа, мислам како држава, мислам дека не се наоѓаме во тоа сценарио. Повторно и пуштаат вода преку калас, се промени вокабуларот, тоа е факт, само и нас не фалеа во другите земји каде што беа поостри, но ова е повторно за да бидеме ние продолжиме. Да, меѓутоа кажа во многу поблага варијанта, истото го кажа она што го кажа претходниот, ми се чини што беше во Македонија дека кошта, да, во контекст дека мора да ги исполниме обврските. Но во позавиена форма. Многу по, знаете, имало модуси, ама не ги кажувала. Тоа се дипломатски флоскули кои вообичаено се кажуваат, кои во основа се
приемчиви за уво, меѓутоа гледате дека нема некоја промена во тој контекст во однос на нашето пристапување кон Европската унија. Тука можеби опозицијата размислува на начин дека го напуштаме патот на евроинтеграциите, што не е точно. Гледам некој вели дека договорот со Велика Британија е субститут за европскиот пат, што исто не е точно, затоа што надворешната политика не е еден даден пат по кој се движите, како што тие размислуваат дека се работи за безалтернативност во надворешна или. Кога би било така, би било идеален светот, би функционирал на или, меѓутоа не функционира меѓународниот систем така. Во основа, вие мора да градите односи. Мора да градите односи со држави кои мора да градите пријателства во светски рамки, односно во рамките на меѓународниот систем, така и Велика Британија. Меѓутоа, тие го доживуваат како излегување од патот кој сме го зацртале. Напротив, ние ќе си годиме по патот. Меѓутоа, не можете... Не по секоја цена. Не по цена да се пазарите со националните интереси, да се пазарите, ако сакате, со она што ни е наметнато со францускиот предлог. Секогаш ќе бара дипломатијата начин како тоа да го амортизира францускиот, да најди модуси, начини како да се отвори патот. Односно да се одблокира целиот процес, зашто процесот е блокиран во Европската унија. Бугарија не верувам дека ќе отстапи од она што го зацртале, како тука немам никаква дилема дека Бугарија воопшто размислува поинаку од она што го зацртале како национален интерес, и тоа без оглед дали ме бендисува или не, дали го приваќам, го почитувам, затоа што така се следат така да ги следевме националните интереси во времето кога се менуваше името и сето она што се случуваше во контекст на договорот за добрососедство, сега имавме сосема поинаква позиција во меѓународните односи, односно во односите со другите држави. Дали реалноста е сепак дека покрај сите оние проблеми со кои што се соочува Европската унија, тука е Украина, тука е разногласието, односно несогласувањата со САД, не царините, не токму се наспротивни насоки во однос по големиот дел со Израел и настапот околу и се, настрана на сите други проблеми што ги имаат, дали тоа го трга проширувањето на сосема не знам кое свирче таму последно, или пак, како што велат, не, напротив, тоа ја засилувала потребата од обединување на Европа. Тоа ми звучи малку така оптимистички. Тоа е тој дипломатски вокабулар што се употребува, меѓутоа во конкретна ситуација се далеко од мислам од можноста за проширување, да се размислува, затоа што и расположението во Европската унија е променето. Гледам ветуваат сега на Албанија дека 2028 ќе влезе, сега се спушта датумот 30 година. Меѓутоа, како се движи процесот, не гледам дека има поместување, затоа што сепак работите се премногу сложени во самата Унија, како да одговорат на она безбедносна криза која произлезе од војната со Украина, односно да изградат заедничка. Гледате, со мигрантите не можат да изградат. Ја почнавме емисијата со тоа. Италија им ги прати мигрантите од Лампедуза, им ги прати во Франција. Па видовте, имаше процес на затворање на границите, односно Шенген беше нарушен со тоа што повторно ги враќа границите, со едноставно лутаат во решенијата. Унгарија игра по своји правила, овие по своји, па затвора граници, дел германците. Погледете го односот на Полска кон мигрантите, односот на Германија, односот на Франција, односот на останатите држави, ќе видите дека немаат единство. И за тоа се нудат вакви креативни решенија, се бара излез од нешто во што самите упадна во годините кога беше голем мигрантскиот бран, се обидуваат тоа да го пренасочат, да го спречат таму каде што почнува, меѓутоа кога немате единство во државите, затоа што сепак се работи за држави кои функционираат по вестфалскиот систем на сувереност, кој не бил во тие држави, не живеел и не посетувал универзитети, ќе види колку е јака сувереноста се уште во Франција, без оглед колку да зборат за Европската унија, за обединување и слично, ќе видите колку се јаки суверените права на државата во контекст на нивното функционирање. Така што
малце навредливо беше имавте изјава на, ако не се лажам, на Калас во контекст на посетата на 9 мај на парадата во Москва, дека им забранува, пазете се, работи за суверена држава. Мислам, знам, премиерот на Словачка и даде јасен одговор дека едноставно не може да функционира на тој начин, така што се поставува, знаете, веќе многу работи станува дилема кој управува. Европската унија не е над државна институција. Едноставно не е над државна влада. Влада на Европа. Не функционира комисијата на тој принцип. Меѓутоа се наметнува во тој контекст што едноставно државите, гледам, покажуваат отпор. Затоа што нормално, они се суверени, кога влегле во Сојузот, во Унијата, тоа беше идејата економски, политички, и веќе се разводни целиот концепт на Унијата, па безбедносно, па надворешна политика, па сето тоа очигледно некои работи не функционираат во тој контекст, познавајќи ги историските интереси на државите на европскиот континент. Благодарам што бевте мој гост. Благодарам и вам. Ми беше чест. Благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.